Во потрага по добри соговорници и атрактивни теми за нашиот серијал имаме неколку прашања со вас. Патот денеска не донесе во дирекцијата на Balkan Prime Tours. Пред мене е Владко Сулев, генерален директор на агенцијата Balkan Prime Tours и во исто време председател на Националната асоциација на дојдовен туризам во Македонија. Од самото представување јасно е дека туризмот е темата на разговорот и особено не е атрактивна, туку привлекува внимание во овој период заради предстои летниот период. Геополитичката ситуација е таква на Блискиот Исток, во Персискиот залив, од повеќе аспекти, не е само прашање на безбедност, туку очигледно е големо влијанието и на притисокот сега заради недостаток на горива, за транспортите, за авионите и за другите превозни средства, што на одреден начин представуваат закана за туризмот глобално во светот. Сега Македонија не е Грција, Шпанија, Италија, големите медитерански земји, Франција и така натаму, кои имаат голем во бруто домашниот производ, голема ставка од туризмот, но сепак дали во овој момент и на кој начин Македонија е засегната во однос на овој геополитички амбиент со кој се соочуваме? Најпрво да ви посакам добре дојде и сум сигурен дека имаме успешен разговор и благодарам што на еден начин давате поддршка со ова надојдовниот туризам. Секако ние како држава и како мала економија директно секогаш сме засегнати од тоа што се случува. За жал веќе и најавите што ги следиме како сектор со откажување на летови исто така не ни одат во прилог. Така да се надеваме, па од друга страна добиваме добри сигнали дека веќе на еден начин војната е на крај и дека ќе биде потпишан тој договор кој што толку силно го посакуваме сите и се надеваме на еден начин дека импактот ќе биде што е можно по минимален, а од друга страна пак се надеваме дека додека да се, како да кажам, да се размрдаат работите, секогаш најголем бенефит кон тој европски еметивен пазар би требало да имаат најблиските дестинации и тука имам очекувања дека можда би можеле да имаме бенефит во тие last minute ad hoc програми кои што туроператорите наместо да ги продадат, да речеме, во државите што се засегнати или за кај што треба подолги дестинации, кај што се очекува и поскапување и откажување на летовите, можеби да се свртат кон нашите дестинации кои што би можеле да покријат дел од потребите кои што ги имаат тие пазари. Така да можеби ќе имаме бенефит, но сега не можеме да го кажеме тоа затоа што кој е да било криза, прво нешто што се случува е замрзнување на побарувањата на клиентите, затоа што туризмот е сепак и покрај тоа што веќе е силно интегриран во потребите на човекот, сепак не е примарно. Така да се надеваме дека можеби на крај, до крај на сезоната, може да разговараме, би имале нешто да имаме некој бенефит. Одлично. Во таа смисла, обично се вели и кога има и во криза треба да се најдат добрите страни за нешто, да има некаква придобивка од таа ситуација. Но за Македонија збориме дека има одредени предности, има одредени работи што можеме да им ги понудиме на туристите од светот, но се повеќе тоа станува збор за некакви понуди од специфичен аспект, кој не се она што е широко познато како. Ние немаме, море, немаме такви некои атрактивни во традиционална смисла туристички понуди, но токму имаме некои други, не знам дали да ги наречам алтернативни, но што е она што вие би го посочили и би го издвоили како понуда од Македонија, а што може да биде атрактивно сега во оваа ситуација, а и генерално можеби и за понатаму? Ние таа предност веќе ја имаме можда и некои 7-8 години, ако не и 10 години, ако ги гледаме тенденциите во светскиот туризам. Потребите на денешните туристи, тие автентични искуства, интеракција со локалното население, јас сметам дека тоа ни е едно од најголемите предности и најголемиот адут кој што треба да го искористиме. Го користиме, го интегрираме што е можно повеќе и ги гледаме резултатите. Ние како туроператори кои што ја продаваме Македонија. Исто така, вториот тенденција е вклученост. Луѓето сакаат да бидат вклучени во процеси, во колку што е процесот поавтентичен. Кулинарни часови,
готвење на одредени традиционални јадења. Резбарење или слични, да речеме, кои што се занаетчиски активности. Тоа се тенденциите во светскиот туризам и тоа ние можеме да го понудиме. И го нудиме и тоа треба да го искористиме. Вклучување на што е поголем број автентични искуства, ручек кај локална фамилија, ручек на фарма со јаболка, значи колку што можно повеќе агро, еко искуства. Единствен, ја туризмот исто така го гледам како сектор кој што може да го засили предпримачкиот дух, да отвори можности за нашите сограѓани, тоа е и борбата, пошто дојдовниот туризам 15 други индустрии минимум ги активира. Значи, тоа е нештото кое што ние треба да го искористиме и да бидеме оригинални. Јас секој што го потенцирам. Странците се одлични во читање дали сте автентични или не сте автентични. И затоа сакам ние да го задржиме тоа што секој сме го имале и да останеме тоа што сме. Ова што го кажувате предпоставува дека тој што ја креира понудата, што го прави пакетот, што на ваков начин треба да им го продадеме на туристите, значи една сериозна посветеност и креативност во пакувањето на тој пакет. Значи треба да ги најдете луѓето кои ќе бидат, кои ги задоволуваат критериумите да влезат во тој пакет. Освен што треба да ги најдете и да ги убедите, ова што го кажувате исто така предпоставува еден широк спектар, значи не е само кујната, значи треба да вклучи неколку сегменти. Дали вие се бавите со тоа, но дали луѓето на кои им се обраќате го препознаваат тоа сега во овој момент? Што велат искуствата? Дали сваќаат дека тоа е предноста која мора да ја прифатат за да учествуваат во такви пакети? Да бидам искрен, одлично е прашањето. Да. На почетокот беше навистина тешко. Кога започнавме како компанија, ние сме горди, едно од работите што кажуваме е дека ние имаме создадено 21 искуство на цела територија на Балкан, не само на Македонија. Работено со луѓето и сме ги поставили на туристичката мапа. Од делот како треба да биде представувањето, како да го презентираат тоа што го работат, како тоа на најдобар начин да го доживеат туристите. И сега веќе, дали и свеста се менува, дали веќе се повеќе се зборува за дојдовниот туризам, јавноста е веќе поотворена, почна да ја разбира, почна да разбира колку важен дел од економијата може да биде дојдовниот туризам. И сметам дека тоа сериозно се менува, но тука ни помагаат исто така, морам да споменам, значи проектите на швајцарската амбасада, кои што директно имаат работено, имаат каталози со луѓето на понудата. Тука се име и СИПО. Исто така словенската амбасада ги мапира агроеко туристичките места кои што имаат потенцијал. Сето тоа имаме цел, значи да се надогради и во иднина и државата да го препознава и да го поддржува. Значи тој процес сега за сега јас се радувам како се движи и сметам дека тој само може да се надоградува. Спомнавте некои од земјите што учествуваат, што помагаат и така натаму. Ајде да направите ни една споредба од овој аспект за кој досега зборуваме со другите балкански земји. Колку се подалеку отидени или не се, колку од нивните искуства можеме да учиме и да применуваме во нашата земја, да ги стигнеме или да бидеме рамноправни, или пак колку нашата земја, заедно со нив, бидејќи знам дека правите пакети кои вклучуваат повеќе земји, колку во еден таков пакет има една позитивна интеракција со тие земји. Во тој сегмент можам да кажам дека не заостануваме, дека сме рамо до рамо, зборам тука регионално. Да. Не зборам Словенија. Словенија може да не биде пример. И Западен Балкан. Треба да го Западен Балкан, да кажеме, да, со најблиските соседи со кој што и во пакет се продава дестинацијата. Значи, тој дел ние сме одлични и треба да продолжиме во таа насока. Да продолжиме да копираме и све што можеме да земеме од Словенија, не треба да бидеме многу паметни, треба да го користиме искуството, да се организираат едукативни тури тамо, да се организира тој дел, да можеме да видат нашите, да доживеат како веќе на сосем друго ниво тамо функционира. Локално тука, мислам дека во тој дел ние повеќе треба да инвестираме и јас стимулирам и секогаш сум кажал,
посебно треба да се направат посериозни инвестиции, да се најде модел во кој модел би било таа енергетска ефикасност и така натаму во делот на сместувачките капацитети. Ние од година во година се подобруваме, сметам дека тоа темпо само треба да се забрза, за да бидеме конкурентни и регионално. И во тој аспект помошта да биде насочена, веќе ако државата создава системи за помош во енергетската ефикасност. На тој начин ќе бидат и попрофитабилни бизнисите кои што го прават тоа, а ќе можат и да ја обноват легловата база или со тоа што располагаме. Кога ја спомнавте државата, да го пофатиме и тој момент. Имаше една трансформација на Агенцијата за туризам од економија, беше во Министерството за економија како некаква надлежност, премина во Министерството за култура. Како го оценувате тоа? И второ, дали од тогаш нааму, мисля, че на 1 април беше некој седница на Советот за туризам, на кој се дефинираат она што значи стратегија за развој на туризмот во Македонија. И кога спомнуваме стратегии, ќе ми простите, ама ние новинарите секогаш сме скептични, имаме огромен број стратегии, а ниту една од нив, можда сум претерувам, но голем број од нив не ги гледаме нивните придобивки во реалноста. Што мислите вие тоа? Прво за оваа трансформација? Апсолутно ве разбира, вака. Агенцијата функционираше како посебен орган, но за жал не ги испорача резултатите што се очекува од нејзе, како агенција за поддршка и промоција на туризмот. Ние скоро 10 години буквално немавме никаква комуникација со таа институција. Значи, најактивната асоциација беше буквално и не беше дел ни од Советот за туризам кој што беше. Да не збориме дека со години не се свикуваше тој совет. Така да се дојде до момент кај што треба да се направи некоја промена. Се направи промена како што се направи, се издигна туризмот, ако вака погледнеме, се издигна во Министерство за култура и туризам, значи се подигна и на повисоко ниво. Имаше еден процес кај што се реорганизираше целиот систем. Првиот пристап нивни кон нас се случи минатата година. Ние како асоциација и како сектор испорачавме програма и предлози кои што треба да бидат спроведени според нас. Голем дел, ако не и скоро цела програма беше прифатена, што ни израдува. Оваа година веќе во Скандинавија, во Осло и во Хелсинки имавме заеднички пристап и заедничко учество на промоција на роучоу. Јас се надевам дека оваа тенденција само ќе продолжи. Имаме директна комуникација со раководителите за сектори, со национални координатори, со сите и неформални средби неколку и со министерот. Јас искрено посакувам да тоа што го имавме 2014-2015 сектор со институција во туризам се врати и денеска. Затоа што само на тој начин, ако се слушаме едни со други, можеме нешто да направиме. Ние како сектор имаме веќе сме зрели. Во најголем дел инкаминг агенциите, само тоа да ви го споделам, започнати се со работа 2004, 3, 5, 6, 7. Значи, горе-доле 20 годишно искуство во инкаминг секторот. Не сме многу, 30-тина, ама доволно, за да направиме промени. Така да, сакам да се движиме со државата рака за рака, затоа што бенефитот е за сите. Како што кажав, 15 други сектори се интегрирани во целата приказна. Еден од, ја ги следам вашите... За ова се извинувам, започнавме исто за стратегијата. Јас како професионалец секојаш сум кажувал дека во најголем дел стратегијата треба од bottom up треба да дојде, значи со секторот, треба да биде вклучена и стручната фела нашата, колку што знам, сега е вклучена, и надворешна експертиза максимум до 900 км од Македонија. Зошто тоа? За да може да го свати контекстот. Не може канаѓанин, американец да го свати нашиот контекст тука. Затоа јас преферирам до 900 км све што е, ако ни треба веќе надворешна стручна, и секојаш додиме bottom up. Значи да се организираат работилници. Ние сме дел од Советот, имаме подпредседателката на Најтам, Симона е дел од Советот за туризам во Министерството. Активно учествуваме со предлози. Сметаме дека сега отвореноста, знаеме дека ќе има и работилници, се надам ќе бидете поканети и новинарите, дека ќе има неколку работилници и со секторот и ќе може да се слуша тоа што имаме да го кажеме и да направиме нешто што ќе учествуваме и јас како сектор и вие новинарите и сите заедно како наша стратегија. Не наметнато нешто досле
не знам од каде ни напишале стратегија. Јасно, да. Ги следам вашите колумни и написи во медиумите и таму инсистирате, односно еден од акцентите на кои инсистирате е дигитализацијата во туризмот. Колку е тоа влезено во насоките на стратегијата и колку пропуштаме од тоа што досега не сме го достигнале нивото на дигитализација такво како што треба да биде во еден современ дигитален свет како што живееме. Вага, за жал и многу често, морам да бидам искрен и да бидам реален, многу често да убедите некој да влезе на нашиот пазар не е лесно. Верувајте ми. Значи, јас често пробувам и затоа ние можда од потребите го измисливме тој модел на комбинирани тури и така натаму за да успееме да се одржиме и да продаваме. Истиот случај најдов и на дигитализацијата. Многу е тешко да успеете да убедите некој. Конечно имаме играчи и внатрешно успеавме некако најтам да мапираме дека имаме потенцијал во компаниите, во IT компаниите кои што се занимаваат што го покриваат секторот капацитет. Сега сето тоа успеваме да го интегрираме заеднички, да го представиме на нашите колеги, да донесеме. Имавме конференција на кој што донесовме спикери да зборуваат Google Hotels, кои што направија буквално истражување за Македонија и го споделија тоа што веруваат дека треба да биде. И дадоа модел како беше за хотелиерите, ајде сега да се задржиме за нив, како треба да биде економски isплатливо хотелиерите да користат. Како 20% од нивните приходи треба да доаѓаат од бесплатните Google Hotels линкови. Како Booking е токсичната љубов со Booking. Не може да се исфрли, но може да се контролира. Значи треба да OTA-та, онлайн туристичките агенции, пошто Booking е онлайн туристичка агенција, значи треба да биде не повеќе од 25 до 30%. Туроператорите треба да бидат одреден сегмент. Бизнес сегментот им направија бизнес модел кој што на тој начин имате успешен бизнес модел кој што ќе може да ве одржи и на подолги стази, да имате средства и да инвестирате, да не ви заминуваат големи проценти на провизии, за да може да инвестирате во објектите. Ние сега тоа го представивме, колегите го увидоа, ќе продолжиме да го промовираме, затоа што времето сега се случува тоа, ни го бараат. Големите туроператори веќе не пишуваат мејлови. Нема да ви пишат барање. Велат, влезете во системите, интегрирајте се со нас за да ние ве понудиме на сите светски пазари. Ако немате системи, ако ги немате најсовремените алатки, да не употребувам зборови сега да објаснуваме за гледачите да им биде јасно, тие алатки ви даваат достап до Google Hotels, тие алатки ви даваат достап до големите туроператори од типот на Jet2, од типот на TUI, од типот на MTS Globe и така натаму. Значи има простор и ние веќе како помали туроператори се интегрираме, исто правиме онлайн пакети кои што може, значи, на еден начин да бидат со достапност во моментот да биде представена. Значи, тие моменти мора и недозволиво, за мене е поразително, да ние немаме барем 30 хотели кај што јас и вие, ако сакаме да го планираме примерно викендот или одморот во Охрид или било каде во Македонија, да не влезам јас, да видам која соба ми се свиѓа, да кликнам, да ја внесам картицата и си платам. Значи, тоа е нешто што сакам да го промениме и ќе го промениме. Колку време ќе ни треба тоа да го направиме? Ова го прашувам и од аспект на и дали ние да не зависиме само од Booking или овие другите агенции. Дали вреди да јас не знам, веројатно можат секој оние што имаат некакви туристички понуди, хотели, ресторани, било што, можат сами да си направат интернет страница која ќе биде пријателска, интерактивна и која, као што велите вие, ќе кликнам на соба, ќе си ја резервирам, ќе си ја платам и така натаму. Но дали може да бидат алтернатива некои домашни такви онлайн агенции слични, пресликани на Booking и на... Па веќе функционираат, значи тие и тоа доста добро функционираат и прават сериозна промоција. Тука би го спомнал Кајак, одлична, успешна, приказна, со која што навистина сите можеме да се гордееме. Има уште неколку сега кои што исто така, кои се хибридни, кои што продаваат со пакети, со попусти и така натаму. Сите тие работат на пазарот. Сега,
тука збориме за машинерија, значи збориме за компанија, како еве го спомнувам неколку пати Booking, збориме за милиарди. Booking самиот се фали и вика дека тој, како да го наречам, билборд ефект е многу важен и тоа експертите од нашата област го кажуваат. Дури тој преувеличува 70-80% дека од клиентите идат на Booking и одат потоа на веб страната на хотелот, не знам колку е точно, ама според мене барем 50-60% сигурно го прават тоа. Така да, ако вие имате добра веб страна, ако имате добар Booking engine, може да ги пренасочите резервациите, да имате директен бенефит. И сметам дека и уште една работа, ние кога правиме, пошто веќе долги години сме во секторот, го знаеме и менталитетот, знаеме од каде потекнуваме, повторно работиме како национална асоциација, би требало, се надевам најкасно следната недела работиме веќе на условите, исто пак со нашиот партнер ИМЕ, да се доделат ваучери за дигитализација за да го забрзаме процесот и да ги натераме побрзо да донесат одлука. И менаџерите и собствениците на објектите, на тој начин што ќе се сподели ризикот. Ќе имаат можност да пробаат, а ќе биде за хотелите некаде, мислам, од прилика би било до, ова е неофицијална информација, ама било до 1000 евра да може да добијат поврат од инвестицијата, ако инвестираат 2000, 1000 евра да им бидат вратени. Исто така ќе нема да ги забравиме и тоа се за тие објекти кои што се регистрирани во Министерство за економија, а исто и помалите кои што се регистрирани во општините, исто сакаме и нив да ги стимулираме да се дигитализираат. За нив сумите ќе бидат до 300 евра, до половина од тоа што го инвестирале. Сакаме, јасно ни е колку е важно, сакаме овој модел да го спроведеме и да го оставиме понатака до година Министерството да продолжи да го повторува тој модел. Дали ова е дел од она што вие го имате напишано во еден текст, дека во модерната економија не победува оно што има најмногу туристи, туку оно што знае како да ги задржи и да заработи повеќе од нив. Колку дигитализацијата ќе помогне ова да се оствари? Дигитализацијата е важна, но исто така е важно како ја промовираме и како ја продаваме. Се зборот продаваме звучи. Добро, ама се разбираме во кој контекст го кажувам. Нашата дестинација и на кого ја нудиме, на кои пазарни сегменти, затоа што Македонија нема капацитет во моментот за индустријски туризам. Значи, Македонија треба да се насочи кон клиенти кои што имаат додадена вредност. Кон тие што ќе ручаат во локална фамилија, ќе посетат за нечија, ќе потрошат дополнителни средства да купат сувенири, дополнителни работи. Пак во локалната заедница. Се што е можно да го задржиме во локалната. Тој треба да биде нашиот акцент. Значи, во тој ниш пазар, затоа што со капацитетот на леглова база кој што го имаме како држава, со све што имаме како држава, како капацитет реални да бидеме, нашата насока треба да биде во тој сегмент. Не треба, јас што велам, не треба да пукаме ние на сите страни, него таргетирано и секојаш и сите сме свесни за тоа. И мислам дека тука мораме да го искористиме и моментот со тој на еден начин да го наречеме ја го викам активен туризам, адвенчер ако сакаме, активен туризам, затоа што Македонија во класацијата на држави, планински држави е пред Швајцарија. Ние сме на 7-мо место, Швајцарија е на 8-мо место по планини. Тоа ни е адут кој што ние треба да го искористиме. И фасцинантно, еве јас влегувам во хотелот сега во Осло и рецепционерот ми вика: "Од каде сте?" "Од Македонија." Леле, како сме си поминале во Македонија на фрирайд скинг на шапка. Тоа е едно искуство кое што никогаш нема да го заборавам. Па вие толку сте срдечни, па така бевме пречекани, па такви услови. За цените да не зборуваме, се во споредба со Норвешка, да не ги храбриме многу, да не ги подигнат на цените. Така е. Ова е, требаше можда и порано да го фатиме сега пред крај на разговорот, но многу важен аспект. Тоа е некоја специфика која ја прави Македонија издвоена, различна и атрактивна. Таа планинска понуда со сите содржини што може да ги понуди планината, байкинг, хайкинг, фрирайдинг и така натаму. И веројатно и препознаме, еве да завршиме со тоа, во ова ваше кажување, секогаш, нели, гледам дека сте објективни, укажувате на реалните состојби, но гледате еден оптимизам што треба да се направи понатаму. Така да, еве, да го завршиме разговор со тоа. Останувате оптимисти, верувате дека
што би пак генерално сега, што би порачале конкретно Останувам непоправлив оптимист затоа што верувам во мојата земја и верувам дека има капацитет за подобро утро за сите. Туризмот ни е шансата на Македонија. Цело време ќе продолжам да го повторувам тоа затоа што верувам дека е така. Сакам да создадеме модели, сакам исто така и на институциите да им помогнеме, да создадеме модели кои што они потоа би ги реплицирале и би ги следеле. Би посакал поинтензивно да не поддржуваат, како што сега во овој момент веруваат во нас, и јас сум сигурен дека промените ќе ги видиме. Туризмот е маратон, да се разбереме. Туризмот е маратон. За жал, ние сме навикнати брзо да гледаме резултати, но за туризмот треба да гледаме подалеку. Така. Ви благодарам многу за разговорот. Ми беше чест, благодарам.